Почитувани, денеска до Државната комисија за спречување на корупцијата поднесовме представка за набавката на битумен од Костадин Ацевски, кадар на СДСМ во име на Македонија ПАТ. Ацевски потпишал договор во кој што од тендер вреден 10 милиони евра прифатил само за транспорт да плати 4,5 милиони евра. Речиси половина од овој тендер се за транспорт. Во прилог на оваа представка го поднесовме и договорот за јавната набавка, каде што се гледа методологијата според која што има фиксен и променлив дел. Променлив дел е цената на битуменот заради берзанските цени, додека фиксниот дел се однесува на транспортот, маржите и давачките, и кој што дел сушност ја определуваат најповолната понуда на тендер за вакви набавки. Подсетуваме и на пресконференцијата на Костадин Ацевски, на која што самиот вели дека била користена поинаква методологија при избор на понудувач, иако во договорот јасно стои поделбата на фиксен и на променлив дел, односно точно колку чини транспортот и услугите без цената на битуменот при овој тендер. На истата пресконференција Ацевски призна дека имал само еден понудувач со толкаво нереално побарување за транспорт и за услуги. Во поднесокот посочуваме и на спогодбената документација за набавка на битумен по иста методологија, но од јавното предпријатие Улици и патишта од Скопје, каде што се гледа дека за истите услуги за транспорт цената е десеткувана. Почитувани, случајот е јасен, има еден понудувач со нереална цена во услови на криза за тендер во кој што речиси половина од парите одат за услуги и за транспорт. Законот за јавни набавки е дециден и членот 114 насочува дека ако нема прифатлива понуда или ако има понуда со цени понеповолни од пазарните цени, договорниот орган, во случајот Македонија ПАТ, може да ја поништи постапката за јавната набавка. Костадин Ацевски бил должен оваа јавна набавка да ја прекине, но тој ја подпишал, споредбено со приложениот пример од јавното предпријатие од Скопје, со дури 1000% поголема нереална сума за транспорт. Очекуваме Државната антикорупцијска комисија, но и јавното обвинителство наитно да отворат предмет и да дадат одговор за овој случај. Но истовремено, овие институции да наложат прекинување или поништување на оваа постапка, зашто имаат мандат, и да одговорат на логичното прашање каде завршиле или би завршиле овие пари. Македонија е земја во која што власта е киднапирана и се вршат предавства само и само за злоупотреби, криминал и лична корист. Институциите мора да почнат да работат, се друго е соучество во криминалот. Ова мора да има крај. Ви благодарам.